Почитувани, две работи се бесконечни. Глупоста и алчноста на Заев и на неговите соработници. Во предизборната кампања во 2016 година, Заев лажеше за зголемување на животниот стандард, правда за сите и расчистување со криминалот. Од животот и од зголемениот стандард граѓаните видоа само криминално богатење од страна на СДС. Наместо повисоки плати, тие се намалуваат. Наместо повисоки пензии, се укина и планираното покачување. Од ветената правда за сите, граѓаните добија селективно судство и партиски прогон, а од расчистувањето со криминалот, јавноста гледа како се ослободуваат тешки криминалци, а убијци се фотографираат со функционерите на СДС. Секојдневно се палат возила, се рекетираат бизнисмени. Државата станува арена во која царува подземјето. Додека Заев ги манипулира, понижува и навредува граѓаните, неговиот клан енормно се богати. За кого дојде животот? Преку неговиот пријател Митко Андреевски, Заев испумпува милиони евра од джебовите на граѓаните. Фирма без имот, регистрирана во куќа во Драчево со само еден вработен, е главен дистрибутер на газ во Струмица. Преку оваа фирма, Заев на струмичани им продаваше газ 3 пати повисок од пазарната цена. Денеска, кога кандидатите за градоначалници од СДС говорат за гасификација на општините, тие говорат за гасификација која ќе функционира по системот на Струмица. Граѓаните плаќаат тројно поскап енергенс, а кланот зајави да се богати на нивни грб. Почитувани, додека СДС ги лаже граѓаните дека ќе им се зголемува животниот стандард, раководството на оваа партија инкасира милиони евра на нивните сметки. Додека животот пристигна за бизнисите на Заев и на неговите соработници, за граѓаните пристигна помрачување. Македонија влегува во рецесија. Се намалуваат платите, расте сиромаштијата, расте невработеноста. Се замрзна покачувањето на пензиите. Целата држава започна да тоне за само 5 месеци владење на оваа влада. Почитувани мои, ваквото криминално и расипничко владење на СДС својот крај ќе го доживее на 15 октомври. Ви благодарам.